На 6 јули во Солунското пристаниште се очекува да пристигне преостанатиот дел од лесните оклопни возила Страјкер од САД, а до крајот на јули тие треба да бидат доставени во земјава. Со тоа ќе се заокружи реализацијата на договорот со САД вреден речиси 339 милиони евра, информираше министерот за одбрана Владо Мисајловски. Од новите договори што се со САД, сакам да им информирам дека подпишавме договори за набавка на лесно пешадijско вооружување, набавка на беспилотни системи Пума и Равен, опрема за сајбер заштита на единиците за лесната пешадijска баталионска група, опрема за сајбер заштита на Министерството за одбрана, опрема за JTAC, за блиска воздухопловна поддршка, радиоуреди, надградба на симулацијскиот центар во Велес. Исто така потпишан е и договор за противтенковските системи Джавелин, чија испорака се очекува да започне следната година. Министерот за одбрана посочи и дека веќе се пристигнати артилериските системи Боран од сојузничка Турција, како и дел од системите Мистрал 3, а целиот процес се очекува да заврши до крајот на годината. Од друга страна, началникот на Генералштабот, генерал мајор Сашко Лавчиски, информираше дека се спроведуваат обуки за пилоти и техничари за повеќе наменските воени хеликоптери на италијанската компанија Леонардо, од кои првите два треба да пристигнат до крајот на годинава. Пакетот предвидува прво обуката да биде там, за сите платформи. Како ќе ги добиваме хеликоптерите, така и ќе се обучува дополнителен број на пилоти и на техничари. Тоа е во првата фаза. Нормално, откога ќе се стекнат со потребното искуство, ќе ги добијат потребните сертификати, пошто е многу важно да ги добијат потребните сертификати од компанијата, тогаш нема да има никаков проблем и ние таа обука тука да ја реализираме. Лавчиски истакна дека состојбата во воздухопловниот винг е поместена од мртва точка и дека работите се движат во позитивна насока. Се работи на оспособување на школските авиони, кои се дел од воздухопловниот винг, за да можат да се користат за обука на нови пилоти. Ова Мисајловски и Лавчиски го изјавија на заедничката пресконференција на која го презентира извештајот за нивниот 2-годишен мандат. Тие говореа и за другите постигнувања на армијата, кадровската состојба и буџетот за одбрана, кој според министерот е во одлична состојба. Во делот на инфраструктурните инвестиции, тој посочи дека од планираните 17 милиони евра, досега се реализирани проекти во вредност од над 3,1 милион евра.